Благодарам. Колешке Милева Георгиева, јас не слушнав дека министерот рече дека има пари за овие 34 општински организации на Сојузот на борци. Министерот е тука, нека ме дементира ако грешам, јас разбрав дека пари требало да има во буџетот, ма досега не биле одвојувани за Сојузот на борци. Сега вие кажувате дека има пари во буџет. Ако имало пари во буџет, зошто сте поднесувале амандман? Навистина не знам зошто сте поднесувале амандман на нешто што веќе е влезено во буџетот. Или како и секогаш досега, научени да работите површински и популистички. Имало, немало, ние ке бараме. Имало, немало, вие си ветувате. До кога, колешке Милева Георгиева? И кога сте опозиција, и кога сте власт, само празен популизам. Јас кажав дека овој амандман е истиот амандман што го имаше поднесено од страна на пратениците на Социјалдемократскиот сојуз. Го кажав тоа. Значи, ова е амандман што го ви имате предложено. И еве сега можност да добиете подршка од наша страна и да го донесеме амандманот да биде прифатен. Да им овозможиме на Сојузот на борци. Па луѓето беа дел од вашите протести, колешке Милева Георгиева. Беа дел од вашите протести. И затоа вие поднесовте амандман, за да добиете гласови, ништо друго. Барем сега одолжете им се на луѓето, еве можност. Дајте подршка и готово, завршена работа. И самата споменавте, и јас споменав. Потребни им се средства за да можат нормално да функционираат. И да, колешке Милева Георгиева, за разлика од вас, не мислам лично на вас, зборувам на сите кои бевте дел од протестите и кои што ги уништувавте, немилосрдно ги уништувавте спомен обележјата, нашите историски споменици, фрлавте боја по нив. За разлика од вас, Сојузот на борци го одбележува секој празник, носи цвеќе и се поклонува пред загинатите борци. Се поклонуваме и ние. За разлика од вас, кои што фрлавте со боја и бехатон плочки, кои што фрлавте против својата историја. И вие зборувате за почит кон Сојузот на борци. Излишно што друго да кажам. Благодарам.